Битие, прва книга Мојсеева. Насловот на првата библиска книга Битие ја навестува низината содржина. Таа зборува за создавањето на светот, на првите луѓе и за историјата на еврејскиот народ. Создавањето на мажот и жената, нивното прогонување од рајот, Каин и Јавел, Ное и големиот потоп, Вавилонската кула. Настаните за кои се раскажува во овие текстови не можат прецизно да се сместат во календарот на човековата историја. Во понатамошниот текст се раскажува како Бог му носи спас на човештвото, повикувајќи ги во своја служба старозаветните патријарци. Првиот е Аврам, познат по својата вера и послушност кон Бога, која и до ден денес им служи како образец на верните. Потоа следат Исак, Аврамовиот син, и синот на Исак, Јаков, кој го добива името Израел. Понатаму Јосиф, еден од синовите на Јаков, родоначалник на две израелски племиња, е во центарот на настаните што ќе ги одведат Јаков и останатите негови синови заедно со нивните семејства во Египет. Книгата Битие пред се представува запознавање со Божјите дела. Таа започнува со тврдењето дека Бог го создал светот кој е огромен, но сепак му е целосно потчинет на Бога. Книгата завршува со ветувањето дека Бог ќе продолжи да се грижи за својот народ. Од почетокот па до крајот на книгата, главна личност е Бог. Тој им се открива на луѓето, тој ги суди, ги води и го помага својот народ. Конечно, тој ја создава неговата историја. Во замена за тоа, Бог бара од својот народ да верува во него и во неговите ветувања, да се потчинува на неговите наредби и закони. Во книгава е представена древната еврејска традиција, која му помогнала на овој народ да ја сознае својата вера и да ја зачува, а преку неа и самиот да опстане.